Ја газиме веќе втората половина на октомври. Иако времето е топло-ладно, знае да зазими, под наводници, за есени би рекол за нас на островот, додека континентот веќе длабоко навлегува во снежните денови, одека ги фаќаме веќе последните моменти на капење, иако веќе не е тоа пополека и водата се лади, но мораме да бидеме задоволни и среќни, барем ние што сакаме лето и што сакаме топли денови и од овој период на островот. Нема да должам понатаму. Имам многу работа да ви кажам денеска и да се пофалам за две работи. Ама има и една работа која што е многу лоша. Многу, ќе кажам, неубава во однос на територијата на Западниот Балкан, посебно нас што не интересира Македонија. И она што го очекувам во четврток неубаво. Бидете тука, се враќам веднаш. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Multis. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started. Остров како остров, мал остров, многу пати сум кажал до сега дека имаме проблем со транспортот, мали улици, тесни, посебно кога е летен период и кога има многу туристи. Рентакар, нови возила, Фероагосто италијаните се спуштаат на островот. Катастрофа, дури за нас што живееме на островот. Сега веќе е порастеретено. Многу подобро се наоѓа и паркинг место, се наоѓа и се. Веста која што минатата недела беше пренесена од сите медиуми е дека од 1 октомври
2022 година јавниот превоз во Малта ќе биде комплетно бесплатен за сите. Значи, ќе можеме да се возиме бесплатно низ целиот остров. Нормално, сега имаме само автобуси, во плани нешто друго, нешто подоцна за тоа, но ќе биде бесплатен само за оние што живеат на островот. Нема да биде бесплатен за туристите. А како тоа ќе биде регулирано и изменаџирано? Со тоа што ќе ги функционираме се уште оние картички што ги имаме за возење, значи секој ќе мора да има таа картичка, ќе се отчукува внатре во автобусот и нема да се наплаќа ништо, ќе биде бесплатно. А туристите, бидејќи нормално нема да можат да изведат такви картички, кога ќе влезат ќе мора да си платат. Тоа е одлична вест и тоа е влезено во буџетот за следната година и веќе изгласено. Браво! Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. Со тоа што Малта ќе има бесплатен јавен превоз, веќе влегува на листата на земјите кои што веќе го имаат тоа. А таа листа е многу кратка. 2 земји, заедно со Малта. Практично Луксембург и Малта како држави ќе бидат единствените кои што имаат бесплатен превоз. Но тоа не е вистинската реална слика од проста причина што ова е многу мал остров, исто како и Луксембург, многу мала држава. Има многу поголеми градови, ја гледав целата листа, например има 10-15 градови во Франција, има во Белгија 10, има во Словачка, има во Источна Европа, има уште неколку градови. Значи кои што имаат бесплатен јавен превоз и тоа не е нешто ново. Но за нас е ексклузивно и убаво, супер. Она друга работа која што Малта исто така ја најави е дека ќе почне проектот метро. Тоа значи дека ќе се копа под земја, карпава, ќе се прават неколку линии, барем во централното градско подрачје на островот и ќе се поврзуваат со метростаници. Тоа би било уште пофантастично. Со оглед на предходната вест која кога ќе анализирам не ми изгледа дека кој знае колку нешто ќе промени од проста причина што малтежаните немаат навика да одат со автобус, најчесто користат автомобили и тоа ако земеме предвид дека една четворочлена фамилија има 4 до 5, некогаш и 6 автомобили, 2 им се секако оние Sunday Drive автомобили кои што се возат само во викенди и на празници, тие се оние со црвени регистрации, кај што многу помалку се плаќа регистрацијата, но не сме да се вози во работен ден, сем на празници и недела. Знаете, тие се оние скапи автомобили. И најчесто секој се вози сам во автомобилот. Тука треба можеби уште некоја друга мерка да има, например, како што имаат многу земји, ако се возите еден или двајца во автомобил, тогаш ќе има некоја такса и така натаму, има решение за тоа. Но ова со метрото малце ме чуди, иако е издвоен, се планира да се издвои огромен буџет, тоа се милиарди евра, но дека ќе успее тоа да се изгради, некако сум малку скептик, бидејќи карпава е карпа, треба да се дупчи доле, среќа што не е трусно подрачје, па нема земјотреси, тоа може лесно да се прави, но тоа се планира во следните 20 до 25 години. Ако земам предвид дека многу работи, како на оној базен што ви го покажувам постојано, ете конечно за 3 милиони евра се направи, а требаше да биде готов лани, па се одложи за почетокот на летово ова, па се уште не е готов, почна нешто да функционира ватерполо и пливање, но ќе биде конечно отворен и за јавност дури следното лето. Тие 20 до 25 години метро градење во Малта би ги пролонгирал на 35 и 40. Просто не можам да замислам дека тоа е проект што ќе се реализира. Исто како што кога се сруши Azure Window, за жал веќе го немаме, најдов еден момент дека имало проект уште 1950 година како да се заштити Azure Windows да не се сруши. Бидејќи природно настанат и природно си се сруши. На едно од големите невремиња, или што беа пред неколку години, не се реализирало. Малку во Малта сме навикнати
на лежерно однесување за тие работи. Јас неколку пати имам кажано дека во Малта важи она правило: ако имаш нешто да сработиш утре, остави го за задутре. Денеска не чепкај. Така да, сето тоа мислам дека некако би било проект на одолжување. И од тие причини многу повеќе ми е функционално ова со бесплатниот транспорт отколку метро, дека ќе реши ситуација на гужва во сообраќајот. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. На почетокот реков дека имаме прекрасно време, топло, октомври, веќе втора половина, минатата година и до ноември се капевме. Едно истражување што го читав од истражувачката група Climate Central, која што е работена во соработка со Универзитетот Принстон и Институтот за истражување на климатското влијание во Потсдам, Германија, е дека ако температурите на планетава во следните години се покачат за само 3 степени, ќе се случи еден потоп на многу големо крајбрежје на сите континенти на планета, бидејќи ќе се подигне нивото на морињата и на океаните. И за чудо гледав една проекција на градови покрај брегот како ќе бидат поплавени. Страшно изгледа тоа. Не ја видов Малта во таа проекција и среќа што не ја видов Малта, а веројатно не ја видов зашто ако ја видев, сигурно ќе беше целата под вода, а може би и затоа не ја покажале сликата на проекцијата како би изгледало. Тоа е една од лошите работи кои што не се добри, иако, нели, јас обожавам топло време и не можам себе си да се замислам дека живеам некаде, да кажеме, во Скандинавија. Ама, факт е дека глобалното затеплување си има своја нуспојава опасна и тоа нам овдека на островот не ја одговара. Но, ќе зборувам за тоа во некоја од следните епизоди. Она што е лошо и она што го прочитав деновиве како можна вест е дека ќе се менува листата повторно, како и секој 14 дена во рамките на Европска Унија, за земјите кои поради новите ковид ситуации ги менуваат и ковид протоколите. Европска Унија најавува дека ќе се сменат протоколите за патување од и кон земјите од Западен Балкан. Веќе се наметнува прашањето кои ќе влезат, но се некако шушка дека тука ќе биде Македонија, Србија, Босна, Косово и ќе бидат ставени на дарк ред листите. Тоа подразбира дека повторно ќе има банирање и дека без карантин нема да може да се влезе од тие земји. Не знам се уште за Бугарија, но ова ајде да го оставиме како извичник, а јас само ќе ви препорачам да ја следите редовно нашата страница. Во четврток, обично после пладне, ги објавува Европската комисија овие нови протоколи и очекувајте четврток или петок да го видиме официјално ова што веќе се шушка. Поради тие причини може да бидат и укинати летовите кои што ги имаме сега кон некои блиски нам земји до Македонија на Западен Балкан и евентуално може да биде пролонгирано и она отварање на 13 декември директната линија авионска од Малта до Македонија. Ке видиме, уште еднаш ќе напоменам, значи да не шпекулираме, од четврток натаму следете нашата страница, ќе ги објавиме деталите. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. И сега, во контекст на претходната вест, јас ќе кажам, без да бидам погрешно разберан, многу ми мириса се во ова на бизнис, од простата причина што од една страна се менуваат листите за банирање на нови земји, посебно новиот Западен Балкан, а од друга страна пак имаме укинување на ковид протоколите и на маските од веќе од пред неколку дена 4 скандинавски авиокомпании кои што
Немате потреба веќе да носите маска на лицето. Дел од моите пријатели кои што се дели од оваа екипа, во моментов, например, се во Исланд и кои што за да тргнат од Малта таму, мора покрај вакцинскиот сертификат да имаат и PCR тест. Значи, некои земји имаат ригорозни, необјасними правила, некои ги отпуштаат скроз, а некои повторно ги банираат земјите. Минатата епизода ги имавте, може да го гледате првиот дел од нашето патување кон Виена, може би најскапиот град во Европа, и малите паралели. Таму, например, не постои она чекирање на авиони кога ќе патувате како во Малта. Буквално како пред ковидот. Си доаѓате, ако немате за пријавување багаж, си заминувате директно на бординг, си добивате едно ливче. Таму само секаде ви пресметуваат, ви го прегледуваат сертификатот за вакцинација. Во Виена, во Австрија, например, не можете ни take away кафе од Макдоналдс да купите ако не покажете вакцински сертификат. Но, ќе бидам искрен, дека неколку пати чисто да проверам, и за мене, и за целиот мој дел од екипата која бевме таму, јас го покажував мојот вакцински сертификат, малтешки, Европска унија и така, на мојот, значи со моје име, на сите контроли за сите да влезат. Ме интересираше дали проверуваат име и дали го проверуваат баркодот. Секаде проверува сертификат, но никаде читач. И практично можеше да влеземе тројца со мојот сертификат, со моето име и со буквално практично ќе каже човек, па добро, можам да направам фалсификат и да го покажам и да влезам. Да, за жал. Некои правила не ми се јасни, не може да ми бидат јасни, па така и ова сега ја прифаќам како можност, веројатно, за наскоро отварање на комплетно, ако се следат патеките на скандинавците, затоа што како изгледа тоа да се возите во авиони, да патувате веќе без маска и во затворен простор. Да, функционира некаде во Европа. За жал тука не се уште. Igor Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Xavi, l'obertura de Xavi a la dreta per Alves, a veure Dani Alves, la centrada d'Alves, Terri amb el cap, el control de To, treu la pilota malament Essien, la regala Messi, Messi per Iniesta, xut Iniesta, gol!
Filevski Show, Friday 8 p.m. New podcast. Пред неколку дена бевме на едно прекрасно отварање. Уште една македонска точка. Каде бевме во следните минути? Имам чест да ви го представам новото собиралиште на македонците. Уште една македонска точка, овој пат во срцето на Слиема, значи во срцето на островот. Подиум отвара виски бар. Токму така. Како продолжение на успешна приказна лаунж барот Подиум од Буџиба, каде што веќе со години се собиралиште не само на македонци, туку генерално на балканци, а и малтежаните научија дека тоа е исклучиво позитивно место и знаат да се напијат кафе и да уживаат во конверзација, во друштво, дружење, па некогаш и да се гледа фудбал, како што тоа и ние го направивме пред неколку епизоди, а сега одиме на еден чекор повисоко. Висока класа, да, виски бар, кога ќе се каже, тука одма асоциацијата дека ќе има и сигар и дека тоа ќе биде буквално хедонизам. Александар Чаршавски, оние што се повозрастните сигурно знаат за кого станува збор. Тоа е еден фудбалер кој што пред 10-15 години успешно ја тераше својата фудбалска приказна, но престанувајќи со фудбалот се префрли на овој дел од бизнисот. Од Македонија се префрлува на островот и успешно го тера. Овој пат го отвара токму Александар Чаршавски овој локал. Ќе направам малце муабет со него, бидејќи навистина мене ме интригира која е таа мотивација да се отвори тука висока класа бар, како што е овој виски бар во Подиум. Имам долгогодишно искуство во Скопје, во Македонија, каде што имав, например, 3 објекта, вакви, овој стил, го беше од 10 години, успешни приказки, така да сега, последни 4 години, Подиум ланч кафе во Буџиба, едно од најдобрите места за собирање на не само на наш народ и пошироко, успешна приказка која што трае и ќе трае уште. Мислам дека сакам да покажам, например, дека и ние од Истокот, посебно од Балканот, знаеме да направиме добар објект, кој што мислам дека ќе функционира одлично. Многу луѓе дека се правеше објектот застанува, слика, прашува што како беа, многу голем интерес. Што значи дека мојата прогноза е кец. 3, 2, 1. Start. И за крај да завршиме со една прекрасна убава вест во контекст на претходното. Останете уште малку тука, веднаш потоа следува аут и ин, што беше она аут во изминатите 7 дена на островот и ин, а која е веста која што ќе завршиме ова епизода? Честитки за гурмет, коктел, бар and грил во Слиема. Имено, од TripAdvisor во конкуренција на 151 ресторан на островот, прогласени се за број 1. Македонската гордост,
Браво! Следната епизода ја почнуваме токму од таму. Да нас здравиме во нивно име. This is Social Network Radio Podcast. The Macedonian Maltese. Entertainment. Vacancies. Week top stories. Successful people for all Macedonians out there. On Macedonian language. 5, 4, 3, 2, 1. Start. Igor Filevsky Show. Let's get started.